Почитувани граѓани, денеска ми е навистина драго заедно со заменик министерот за труд и социјална политика, дополнителната министерка за труд и социјална политика и со градоначалникот, директорката на градинката да направам увид во градежните работи кои што се изведуваат за дополнителен објект за предучилишно образование кој што се гради во оваа општина. Предучилишното образование е приоритетна тема за оваа влада и тоа го покажавме во овие 2,5 години. Инвестиравме финансиски средства од 180 милиони денари во изминатите 2,5 години и 105 милиони денари само од буџетот на нашата држава се издвоени за оваа година во инфраструктура. Дополнително ги зголемивме платите кај воспитувачките и негователките за 26%, се со цел да инвестираме во квалитетот на предучилишното образование. Се развиваат и нови модерни програми во градинките кои што понатаму би требало да дадат припрема на децата за современите начини на живење, за да можеме да добиеме попродуктивни граѓани. Инвестицијата во предучилишно образование е најисплатлива инвестиција за секоја држава, затоа што со тоа создавате граѓани кои што понатаму или деца кои што понатаму во основно и средно училиште постигнуваат повеќе резултати, подобри резултати и тоа е докажано со одредени истражувања кои што во светот се правени, но исто така и тие се понатаму поприпремени за да може да ја движат економијата и да ја развиваат. Дополнително со отварање на услуги во заедниците, предучилишното образование или градинките се и услуга во заедниците. Даваме можност да жените се вклучат поинтензивно на пазарот на труд. Вие знаете дека со години имавме голем процент или половина од женското население е неактивно население или не е вклучено не се вклучени како активни баратели на работа, а со ова губиме половина од економскиот потенцијал во државата. Со отварање на ваков тип на услуги даваме можност да жените се вклучат на пазар на труд и понатаму да активно со сите останати ја развиваат економијата на државата. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувана јавност, благодарење на градоначалникот, вице-премиерката Мила Царовска, тука сме и со дополнителна заменик министер Санела Шкрель. Значи, навистина ни представува задоволство што сме денеска тука и гледаме резултатите од нашите проекти на оваа влада, бидејќи оваа влада навистина вложува, како што каже вице-премиерката, раниот детски развој е приоритет за нас, детската заштита, се со цел да ги изголемиме капацитети, да ги уфатиме децата, како што добивме пред малку информација од градоначалникот и од директорката на градинката дека има доста деца на чекање. Сега со овој проект ќе се намали таа бројка. Целта и на министерството и на оваа влада е да ги изголемиме капацитет, да ги уфатиме сите деца за да одиме напред. Целта ни е во иднина децата од 3 до 6 години да бидат задолжителни сместени во градинките, зашто не е само згрижувачкиот и воспитниот дел ни е многу битен за да во иднина да чекорат во прво оделение со сите деца да бидат во подобар еден квалитет. Целта ни е да ги зголемиме ресурсите, како што кажа и вице-премиерката, вложивме доста и во платите на вработените во градинките и целта е еднакви можности за сите, значи и женската популација да биде опфатена со овие проекти. Навистина сме благодарни и ние денеска овде многу добар проект што гледаме од страна на Министерството и од Светска банка и продолжуваме, не застануваме таму, продолжуваме со овие проекти и во иден период. Благодарам. Она што би сакала да го потенцирам дека приоритет на Министерството за труд и социјална политика е обезбедување на еднакви можности и еднаков старт за секое дете. И токму затоа може да забележите дека во изминатите 2,5 години силно инвестираме токму во руралните средини кои што долго време беа запоставени, се со цел да обезбедиме еднакви можности како за децата од урбаните, така и за децата од руралните средини. Дополнително на средствата од буџетот на државата кои што беа спомнати за оваа година 105 милиони денари, со помош на Светска банка се обезбедени дополнителни 15 милиони евра и очекуваме да креираме нови 7500 места до крајот на 2024 година за места за згрижување на деца во предучилишни установи. Исто така би сакала да напоменам дека работиме не само на инфраструктурата, навистина инвестираме силно и во програмите за рано учење и развој. Нашата држава изминатите 2 години беше првата држава во регионот која што ги пилотираше програмите за социјоемоционален развој и од оваа година веќе тие програми ќе се имплементираат на национално ниво. Благодарам. Пред се благодарност
до владата и до Министерството за труд и социјална политика. Општина Кисела Вода е една од трите општини со најголем број на деца кои што чекаат за упис во градинките. Со овој објект кој што е финансиран и поддржан од владата, дел од тој проблем ќе се реши. Правиме објект по сите стандарди, модерен објект кој ќе собере 135 дечиња со најдобри услови. Рокот на изведба на самиот објект е 16 месеци и уверен сум дека после тоа жителите на населба Драчево и дечињата од населба Драчево ќе имаат одлични услови за предучилишна возраст. Уште еднаш благодарност до Министерството, бидејќи во изминатите 2,5 години имавме одлична соработка, се решија некои од најголемите проблеми кои што беа за предучилишната возраст. Пред се реши вработувањето на огромен број на негователи и воспитувачи кои што со години беа држани под договор на дело, за да може да добијат со тоа и нашите деца да може да добијат многу поквалитетни услови и поквалитетно претшколско образование, бидејќи сметавме дека основата на нашите деца е најдобра. Со вакви проекти и само со ваква соработка може пред се да направиме и нашата општина многу поубаво место, а нормално со тоа и самата држава поубаво место за живење. Ние во иднина знам и убеден сум дека ќе имаме одлична соработка со Министерството, имаме планови за изградба на уште една градинка, а со тоа да се решат и сите проблеми. Ви благодарам.